Градоначалник морам да изразам благодарноста до Министерството за локална самоуправа. Прво заради тоа што е зголемен буџетот на средствата за равномерен регионален развој, а воедно да изразам благодарности до Центарот за развој на југозападниот регион за извонредната соработка и за препознавањето на идеите на локалната самоуправа. Таа соработка ќе продолжи и понатака и сметам дека овој проект за пешачката патека од Саат Кула до Старото училиште Свети Сава ќе придонесе и за подобра комунална инфраструктура, а се разбира и за подобрување на туристичката понуда на нашиот град. Тоа е една патека која што граѓаните долги години ја користеа и после толку години ето ја ставаме и во права функција онака како што треба да изгледа, уредена со природни материјали и правилно осветлена. На таков начин овој дел од стариот дел на градот ќе изгледа и поубаво и поатрактивно и за мештаните, а и за гостите во нашиот град. Изградбата на пешачката патека од Саат Кулата до училиштето Свети Климент Охридски е дел од проектот изведба на патна инфраструктура и реконструкција на патна инфраструктура во југозападниот плански регион. Ова е само еден дел, значи во рамки на истиот проект, чија што вредност е 11 милиони 500 илјади денари. Од нив 3 милиони денари се одвоени за изградба на оваа пешачка патека, која што се состои од два краци. Едниот е 250 метри, а другиот 75 метри. И исто така ќе правиме изведба и на улично осветление со поставување на 24 метарски канделабри на растојание од по 15 метри. Сметаме дека со овој проект ќе постигнеме туристичка атракција, бидејќи е целиот Охрид, за движење и на туристите и на граѓаните и за рекреативни дејности, меѓутоа и за посетителите, а истовремено проектот е во насока и на заштита на животната средина, бидејќи овој тип на патеки промовираат движење и некористење на моторни возила кои што го загадуваат воздухот. И едниот е проектирање на техничка документација за патна инфраструктура, тоа е третиот проект. Па тоа што побаравме е одобрено во рамките на средствата што се на располагање од програмите за равномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој во рамки на националниот буџет. Факт е дека има тенденција на зголемување на овие средства, средствата ако ги споредиме од минатата година кои што беа одвоени за равномерен регионален развој и овие за ова година и оние како проектиран износ за следната година има тенденција на голем пораст. 50% повеќе има оваа година во споредба со минатата година, а за следната има уште повеќе. Со околу 25 милиони денари годинава Министерството за локална самоуправа, односно буџетот на владата, ќе го финансира центарот за 3 проекти за енергетска ефикасност за подобрување на јавните објекти. Годинава 2018 владата на Република Македонија одвои 50% од буџетот со 4,5 милиони евра за равномерниот регионален развој, односно за подобрување на инфраструктурата во југозападниот во дел од регионите. Во југозападниот регион 25 милиони денари, како што нагласив. Исто така ќе се подобри комуналната инфраструктура со реконструкција на патната инфраструктура. Проектите се однесуваат на инфраструктурата, односно на подобрување на енергетските ефикасни објекти, се однесуваат на 2 детски градинки, едно училиште и еден јавен објект.